Dobar ден! Денес сме собрани овде пред споменикот на паднатите борци во чест на одбележување на 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ. Македонија денеска одбележува 80 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Почитувани присутни, почитувајте ги актуелните препораки за заштита од болеста COVID-19, односно задолжително држите расстојание од 2 метри. Востанието било последица на тешката и депортивска застреба која се добија на македонските граѓани од окупација, големите даноци и експлоатацијата, изгубната победа и мизерија. Македонија била стопански исцрпена, а македонскиот народ угнетуван. Оваквата неподнослива состојба довела до подигање на народно-ослободително востание. На заземената територија, населението под водство на антифашистите од Македонија засилено се подготвувало за востание. 11 октомври 1941 година борците од првиот прилепски партизански одред го нападнаа окупаторскиот полициски участок и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, што го означи почетокот на организираното востание на македонскиот народ против окупаторот за ослободување на земјата. Следниот ден, на 12 октомври, се огласија и партизаните од Кумановскиот одред. 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и за национално ослободување вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Народно-ослободителната војска на Македонија на крајот од 4-годишната војна прерасна во добро организирана 110 армија со воени формации од највисок ранг, корпуси и дивизии. За време на окупацијата од Македонија беа интегрирани 58.000 лица, а покрај злосторствата што окупаторите ги вршеа врз недолжното цивилно население, земјата претрпе и огромни економски штети. На 11 октомври 1941 година почна единственото непоразено востание кој представуваше врвен израз на револуционерните и слободарски тенденции на македонскиот народ и народностите што живее на оваа територија, обединети во заеднички сон по стварување на националната слобода во независна држава. Крунена борбата се одлуките на првото заседание на АСН во 1944 година, со кои се оживотворени повеќе вековните идеали за основање македонска држава. 11 октомври е ден од македонската историја, кој не само што е символ на македонската борба за слобода, туку е и ден кога е поставен еден од темелите на македонската држава. Македонија е полноправна членка на Обединетите нации и членка на НАТО. Денес чекори на патот кон евроатлантските интеграции. На овој ден им одаваме почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание. Имињата на загинатите борци на слободата се испишани на оваа спомен плоча, како и имињата на над 20.000 загинати стојат како темел на слободата. Со големо поклонение кон сите храбри и загинати борци, сите што ги дале своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност ве поканувам сите присутни да им одадеме почит со едноминутно молчење.
нека им е вечна слава. По повод 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ, пред споменикот на паднатите борци, свежо цвеќе ќе положат делегација на општина Делчево, институции, политички партии. That's it.
Gracias.